Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Први вечерни вести, ви благодарам што сте со нас. Артан Груби седна на обвинителна клупа, но судењето против него по наводите за криминал во државна лотарија денеска беше одложено. Неговата одбрана ќе треба да ги разгледува доказите, па следното рочиште е закажано за 7 септември. Во судницата денеска беше Зоран Јаневски. Артан Груби на 7 идниот месец треба да каже дали се чувствува виновен за злоупотребата на 8 милиони евра во државна лотарија. Тој седна на обвинителната клупа, но почетокот на судењето се одложи. Судот денеска им ги даде доказите на адвокатите, па добие рок од 2 недели да спремат одбрана за обвинетите. Груби, кој е во куќен притвор, беше донесен со полициска придружба, но наместо на главниот влез беше спроведен преку гаражата на судот и влезот кој го користат вработените. Во судницата дојде со двајца адвокати. Покрај Гоце Ристески ќе го брани и Владимир Доневски, кој беше адвокат на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Освен Груби, за штетата од над 8 милиони евра се обвинети уште 7. Прво обвинетиот Парпарим Бајрами како поранешен директор на лотарија е во бегство, па на денешното судење се појави само неговиот адвокат. Нивната одбрана не сакаше да го коментира случајот. Прво сакале да ги видат доказите кои во картонски кутии денеска ги земаа од судницата. Па добро и да обвинението за предметот. Сега го добив на обвинението. Не сме го прочитали. Сега го добив на судница. Па добро за преквалификувањето или за тоа. Да видиме што е точно напишано, че да дадеме коментар. Сега го примам обвинението. Ќе им се суди и на поранешниот генерален секретар на владата Методија Димовски, како и на членовите на надзорниот одбор на државната лотарија. За сите обвинителството најави дека поседува обемен доказен материјал. Злоупотребата на службената положба ќе ја докажува со 231 материјален доказ, а ќе бидат повикани и 7 сведоци. Изведувањето на доказите според обвинителството нема да трае долго. Материјалните докази со исклучок на вештачењето ќе ги изведам на едно рочиште. За вербалните ќе треба 2 до 3 да завршиме, со оглед дека и одбраната ги има предложено за сведоци во директно испитување. Случајот го води судиката Билјана Шуплиновска-Јовески, која денеска кажа дека има намера да се одржуваат по 2 рочишта неделно. Закажа термини за следните 2 месеци, па до крајот на октомври е предвидено да се одржат вкупно 13 судски рочишта. Груби и другите обвинети се соочуваат со затворски казни до 5 години. Иако обвинителството во текот на истрагата ги гонеше за проневера во службата, за кое дело се предвидени високи затворски казни. По затворање на истрагата, од обвинителството објаснија дека обезбедените докази укажале дека лицата ја злоупотребиле службената положба. Се гонат дека дозволиле набавка на апарати за коцкање вредни над 8 милиони евра, иако, како што велат од обвинителството, знаеле дека државната лотарија нема право самостојно да организира игри на среќа. Тоа право претходно било доделено на друга фирма. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Пожарите на планините околу Скопје предпладнево го завија градот во гуздим. Гореше на Китка и на Жедена, ветрот го разнесе димот низ целиот град. На терен беше Габриела Лескова. Густ чад го покри Скопје, од водно Скопската котлина едва и се гледа. Снимките од камерите покажуваат дека видливоста е значително намалена. Причината е чадот што ветерот го носи од повеќе активни пожари во Скопскиот регион, но најмногу од планината Жеден, кај што гори кај село Бојане. Мирисот на чад кој што се чувствува во некои делови од Скопје доаѓа од пожарот кој што се одвива на планината Жеден, некаде во атарот на село Бојане, пожар кој што од Тетовска страна сега полека се префрла кон Скопска страна. Пожарот моментално се одвива на тешко пристапен терен на планината Жеден. На негово гасење работат пожарникарите од Тетово како поддршка на скопските пожарникари. Очекувам во попладневните часови да биде воспоставена контрола врз овој тежок за гасење пожар. Пожарникарите даваат се од себе, но исцрпени се. Од активните пожари денеска најсериозна е на Китка, каде што гори мешана шума на територијата на Студеничани и Зелениково. Во гаснењето ангажирани хеликоптер на МВР, но огнената стихија не е само кај Китка.
китка. Пожар има и во Илинден кај Бујковци, како и во Сарај, каде што гори ниско стебласта шума и висока трева. И мерните станици на Министерството за животна средина покажуваат дека квалитетот на воздухот е лош. Од Институтот за јавно здравје уште во петокот излегоа со мерки за намалување на изложеноста на чад. Од таму препорачуваат ограничете го престојот на отворено кога воздухот е загаден со чад. Намалете физичката активност и избегнувајте интензивен физички напор, со што се намалува количината на вдишан загаден воздух. Останете во затворен простор со што е можно почист воздух. Држете ги прозорците и вратите затворени додека надворешниот воздух е загаден со чад. Вчерашниот ден се закружува со 33 пожари, иако бројката е помала во однос на изминатите денови. Станува збор за потешки шумски пожари кои што бидејќи се на карпест предел, значително се и потешки за гаснење. Габриела Лескова, Сител телевизија. А попладнево информацијата од Дирекцијата за заштита и спасување дека пожарот на Жеден е ставен под контрола и веројатно во текот на вечерта ќе биде целосно изгасен. Инаку од вкупно 21 регистрирани пожари на отворен простор, денеска до 18:30 7 се уште активни. 2 се ставени под контрола, а 12 се водат како изгаснати, соопшти вечерва Центарот за управување со кризи. Благодарение на храбрите и пожртвувани пожарникари од Тетово, пожарот кој што неколку денови беше активен на планината Жеден и кој што навлезе во аторот над село Бојане, веќе можам да кажам дека е ставен под целосна контрола, најверојатно ќе биде и целосно изгаснат. Со тоа значи дека и чадот кој што од овде се одеше во насока на Скопје и го чувствува скопјани на секаде низ градот, значително ќе се намали. 4 пациенти кои лежаа во болница со западно-нилска треска се пуштени на домашно лекување, но за 7 нови се чекаат тестовите за потврда дека се заразени со вирусот. Скопските градоначалници ги исклучуваат и празнат фонтаните за да се намалат површините со вода каде што може да се размножуваат комарците. Сања Димитровска е нова тема. 4 пациенти, меѓу кои и најмладите, кај кои беше потврдена западно-нилска треска, денеска ја напуште инфективна. 7 нови пак сомнителни биле примени на болничко лекување и за нив лекарите ги чекаат лабораториските резултати. Под медицински третман и надзор се 22 хоспитализирани, меѓу кои 3 кои се во многу тешка состојба, кажа министерот за здравство кој денеска беше во посета на клиниката. Клековски вели дека за дел од болните ќе треба и дополнителна рехабилитација. Тројца се доста сериозни, во доста сериозна состојба, значи дека се веќе релативно долго време на респираторна поддршка, не излегуваат од коматозна состојба. За некои од пациентите ќе им треба невролошки третман после отпуштањето, некои можеби ќе треба физикална терапија и за тоа искомунициравме со лекарите таму и да го организираме тој процес час поскоро. Од 9 август нема нов случај на западно-нилска треска од Драчево, кое беше првото жариште на вирусот и со најмногу заразени. Но каков ќе биде текот на епидемијата, здравствените власти велат дека не може да прогнозираат. Фонтаните и застојените води се местата каде што најмногу се размножуваат комарците. Нивното исклучување и празнење се дел од мерките за заштита од западно-нилската треска. Општина Киселавода веќе презеде мерки за празнење на фонтани на неколку локации. Одлуката која што ја донесовме како општина навистина беше тешка одлука за носење, заради тоа што сега имаме горештини, но имаме и многу посериозен проблем, а тоа е справувањето со епидемијата која ја имаме на овие простори. Ние како општина, каде што имаме прогласено епидемија, секако превентивно делуваме и ги исклучуваме секоја една можност, што значи да имаме простор за размножување на комарците. Мораме да работиме на сузбивање на сите можни позиции, жешки позиции за тоа. 5 пациенти со западно-нилска треска починаа, со што земјата е на врвот во Европа по стапката на смртност, но и по бројот на заразени на милион жители. Сања Димитровска, Сител телевизија. Дизелот отиде над 100 денари за литар и од полнок на неговата максимална цена ќе изнесува 101,5 денари.
Регулаторната комисија за енергетика одлучи да поскапат и бензините. Цените ги диктира растот на нафтата на светските берзи, движен од нестабилноста на Блискиот исток и војната меѓу САД и Иран. Дизелот надмина 100, а поскапуваат и бензините. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата. Од полноќ дизелот оди нагоре за 3,5 денари и ќе се точи по 101,5 денари по литар. Бензините ќе се продаваат за денари пол повеќе. Евро Супер БС 95 ќе биде 93 денари, а 98 октанскиот 95 денари. Од регулаторно објаснуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување и тоа во просек, кај бензините за 3,7%, а кај дизелот за 4,8%. Курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,5%. Сител пресмета колку ќе вечини просечен полн резервоар од 50 литри по новите цени. Ако возите на бензин, ќе платите 75 денари повеќе. Ако возилото ви е на дизел пак, тогаш полнење до врв ќе вечини нешто над 5000 денари, односно 175 денари повеќе. Од СДСМ вела дека поскапувањето нема да остане само на бензинските пумпи. Следува ново поскапување на храната и другите производи што граѓаните ги купуваат секој ден. Затоа ова не е само проблем на возачите, туку удар врз буџетот на секое македонско семејство. Граѓаните скапо ги чинат неспособноста и промашувањата на Христијан Мицкоски. ВМРО ДПМН е пак возврати. Во времето на СДС Македонија беше прва во делот на највисока инфлација и една од државите во регионот со највисока цена за литар гориво. Денес имаме најниски цени за горивата и енергенсите, а исто така имаме една од најниските инфлации во регионот и пошироко. Разликата е повеќе од евидентна. Ова е прв пат по неколку години дизелот да надмине 100 денари, во екот на енергетската криза предизвикана од војната во Украина. Најскап дизел се точеше при крајот на јуни 2022, кога цената достигна 110 денари по литар. Тогаш бензините беа поскапи од дизелот. Во тој период на берза суровата нафта се тргуваше по 111 долари по барел. Денес на светските пазари нафтата е околу 93 долари. За облажување на ценовниот удар се уште во сила се намалените акцизи за 2 денари кај бензините и 4 денари кај дизелот. Министерката за финансии Кочовска минатата недела рече дека нема голем простор во буџетот за дополнителни мерки. Скратените акцизи се компензираат со поголемата потрошувачка од соседите. Повисоките цени неминовно ќе влијаат и на инфлацијата, а власта очекува да остане во рамки на предвидените 4,5%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Можноста за парламентарни избори идната пролет и натаму е главна тема на македонската политичка сцена. По отворената покана од ВМРО ДПМН на потека опозицијата, каде и натаму нема единствен став и покрај декларативните повици за некаква соработка. Тамара Дичовска. СДСМ не се изолира од опозицијскиот фронт, кој бара итни избори и е подготвен за соочување во секој момент, но порачува дека нема да биде покритие за потезите на власта. Опозицијската партија упати јасен услов до левица за било какво обединување, да се откажат од антинато ставовите и проруската политика. Според лидерот Венко Филипче, ВМРО ДПМН ја има апсолутната власт и може сама да распише избори и без барање од опозицијата. А мотивот на премиерот за предвременото гласање е празната државна каса од која, како што вели, ги снимува парите за криминални тендери. Гледаме дека и прокси партијата на Христијан Мицкоски, тоа е левица, се согласува за избори и повикува на некакво обединување на опозицијата. Обединувањето може да биде само со и зад Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто? Поради тоа што фронтот за вистина и правда веќе објавен. Поради тоа што левица е партија која што е проруска партија, која што имаше јасен транспарент дека НАТО се убици во собранието и доколку кажат и доколку ги сменат своите политики и се откажат од своите ментори и финансиери мајка Русија и татко Христијан Мицкоски, и тие се добредојдени во фронтот за вистина. Венко е сосема одлепен од реалноста, она што му го диктира Заев, тој го повторува. Во однос на изборите јасен му е епилогот, затоа и бега од соочување со граѓаните, велат од владеачката партија. Очигледно е дека Филипче нема допир со реалност, а тоа е поради неговата дружба со аболицираниот криминалец Заев на неговата милионска јахта во Грција, кој му диктира што да кажува пред медиумите и му ја создава перцепцијата. А Филипче, како негов следбеник, истото го повторува. Тука можеме директно да му порачаме дека јасен демант за неговите лаги се официјалните статистики кои ги спроведува во јавноста Државниот завод за статистика.
Во однос на изборите, единствен човек во државата кој не сака избори бега од нив е Венко Филипчо и талогот од СДС. Од месечината се гледа дека јасно му и на него и на талогот каков дебакл ќе доживеат и како ќе бидат поразени од граѓаните, велат од ВМРО ДПМН. Од левица веќе се изјаснија дека се подготвени веднаш за изборен процес, како и од ДУИ, по најавата на премиерот дека доколку опозицијата побара, ќе се одржат предвремени парламентарни избори. Тамара Дичевска, Сител телевизија.